се случило в Африка пред повеќе години. Неколку деца, гледајќи една жена пред себе, почна да ѝ се смеат, да ѝ викаат губава, губава. И жената немала неколку прсти на рацете и неколку прсти на носете. Во таа прилика се нашла и супругата на еден мисионер, кој сето тоа го гледала. Жената почнала да плаче, а ова сопруга од мисионерот се приближила до нејзе, ја прегрнила, ја ставила својата рака на низиното раме и ја повикала да седне поред неа. Некој време жената стоела како здрвена, уплашена, а потоа од низините усни се слушнале зборовите: мене ме допре човечка рака. 7 години никој не ме допре, бидејќи била губава. Ајде денеска, браќи и сестри, да зборуваме за силата на Божјиот допир. Зошто допирот е толку важен? Зошто ова жена така изненадно ги кажала овие зборови: мене ме допре човечка рака? Зошто допирот е толку важен за човекот? Што има силно или магично во допирот кога ние се допираме еден со друг? Дали знаете кој е најголем орган на човечкото тело? Тоа е нашата кожа, да. Голема е некаде околу 2 квадратни метри. Кожата наша има околу 2.800.000 нерви за болка. И затоа ние сме чувствителни кога ќе се боцнеме, кога ќе се удриме по нашето тело. 2000 нерви за чувство на студенило, кога ни е студено. 500.000 нерви за чувство на допир и притисок. Уште од самото раѓање, психолозите велат дека девојчињата имаат повеќе чувство, односно се повеќе чувствителни на допир отколку машките деца. А кога ќе пораснат, кожата кај жената е во однос на мажите 10 пати почувствителна на допир. Зошто допирот, браќи и сестри, е толку важен за човекот? Што има магично во нашата кожа кога ние допираме или кога некој нас ке не допре? Може да кажеме дека допирот е најголем степен на човечка комуникација. Ние комуницираме со зборови и на други начини, со мимика, со очи и така натаму, гестикулација. Меѓутоа, најголема стапка или степен на комуникација е допирот. Сега може тука да набројуваме кога сме биле млади, кога сме сакале некоја девојка или дечко, и кога сме се поздравувале, кога сме се допирале, колку е тоа интересно, односно чувствително и важно. Еве, например, психолозите направиле експеримент за деца кои се одгледани во семејство кај што мајката често го допира детето, дали со бакнеш или со милување. И вели дека оние деца кои се повеќе допирани и кои се одгледани во едно такво семејство се посилни, поздрави и не паѓат често во депресија. Например, сите сме имале деца и кога ќе падне детето, мајката што прави? Го крева и што му прави? Кога ли го бакнува таму и детето веднаш престанува. Не знам каков мелем му дава, не знам каков сироп му дава. Мажот вика таткото, смири се, уште повеќе ќе плаче детето. Меѓутоа, мајката ќе го допре, ќе го бакне и детето престанува да плаче. Веднаш заспива кога мајката ќе го бакне на чело детето или на образот. Еве, значи од ова студија се вели дека децата кои имале повеќе допир и милување имат помалку настинки, помалку повраќа, дури и проливот е помал кај таквите деца. А од друга страна пак и бебињата кои се отфрлени и кои имаат недостаток на внимание, на милување, доаѓа вели до поголема стапка на депресија, на болест и на предвремена смрт. Гледате колку тоа влие. Антропологот Джеймс еве што пронашол. Вели во друштво или во општеството, каде што кон децата се покажува помалку љубов и внимание, каде што порядко се милуваат тие деца, постои поголема стапка на насилство. Кога децата ќе пораснат,
се повеќе настроени кон насилство. Децата кои доживееле допирна љубов на родителите, обично, вели, пораснуваат и стануваат поздрави и посрекни. Еве, браќи и сестри, например, ние влегуваме во црква или било каде се среќаваме со луѓе, што правиме? Зошто се поздравуваме? Зошто се поздравуваме? На тој начин што кажуваме? Дека ни е мило, дека ни е убаво, дека се почитуваме кога ќе се поздравиме еден со друг. Или пак сестрите ќе се бакнат, или мажите ќе се преганат и по рамото ќе се така, неле, ќе се удриме со раците. Зошто? На тој начин се храбриме, даваме признавање дека ни е мило, дека ни е пријатно што се гледаме. Ајде да видиме понатаму зошто прегратката или допирот е важен. Дали животните сакат допирање? Имате ли мачки дома, кучиња? Значи, дури животните тоа го сакаат и го приметуваат кога човекот ќе се однесува кон нив на тој начин која ќе ги погале. Одиме сега еден чекор понатаму и да видиме од друга страна, сега зборувавме од човечка страна, да видиме од Божја страна колку допирот е важен. Првиот допир што Господ го направил со оваа планета, кога бил? Добро, кога ја создал со зборови. Меѓутоа, кога го создал првиот човек, што направил Бог, се наведнал, вели текстот, и зел земја. Замислите, Бог кога допира земја, што станува? Човек, живот. Бог првиот допир го направил кога го создал човекот. Се наведнал, вели, со своја рака допрел земја, прав земјен и се случило чудо. Адам бил создаден. Секојаш, браќа и сестри, се случува чудо кога Бог ќе го допре човештвото. Ајде сега да имаме неколку примери да земеме од Библијата и да видиме, 3 примери ќе земеме силата на Божиот допир. Ќе видиме настани каде што Бог допирал преку поедини пророци и се случувале чуда. Ајде да отвориме во втората Царевите, книгата од Царевите, 4 глава, и да видиме овде еден интересен извештај. Сеќавате, овде станува збор за Езекија, односно Елизија. Син починал на една жена. Не е ништо чудно, и тогаш умирале деца и денеска умираат луѓе. Елисија го праќа својот слуга Гезије. Што да направи? Да изврши ѓаконска посета, второ и да го воскресне. Замислете, црквата те праќа да посетиш некоја сестра, некој брат, а таму наоѓаш починат човек. Во ред, сочувство ќе изразиме, ќе се помолиме, ќе кажеме некој утешен збор, но да воскреснеш човек, тоа е навистина чудо, на чудат. Ајде отвориме 2 Царевите, 4 глава, 31 стих. Еве што вели. Гиези отиде пред нив и го положи стапот врз детето, ама немаше ни глас, ни одзив. Тој се врати пред Елисе и му се јави. Детето не се разбуди. Очигледно, Елисе му дал некои сугестии, му дал некои насоки како да постапи да го детето воскресне. Тогаш немале токи-воки, немале интернет, немале мобилни да бидат на врска, за да може да му дава инструкции. Отишол, не се случило ништо, се враќа, сега му вели, ништо господаро не бива. Ништо не бива. Немало успех. И сега ајде да читаме понатаму 32 стих. Доаѓа сега Елисеј, влезе, вели, во куќата и го најде детето како лежи мртво на неговата постела. Откако влезе, пратете ја сега оваа ситуација, откако влезе, ја затвори вратата зад себе и му се помоли на Господа. Пото се качи на постелата, се качил на креветот и вели текстот, легна на детето, ја сложи својата уста на неговата уста, своите очи на неговите очи, своите раце на неговите раце. Дишеше над него, те се стопли телото на детето. Интересна слика. Интересна гледка. Може да го пратите како Елисеј лежи на креветот, лежи на детето. И 35 стих, кулминација.
Потоа стана и се прошета по куќата таму вамо. Потоа пак се качи и дишеше над него. А тогаш детето кивна 7 пати и ги отвори очите. Има ли разлика помеѓу Геезije и Елисија во постапката? Што направил Геезije кога дошол? Што направил Геезije? Што направил Елисија, браќа и сестри? Елисија го допрел мртвото тело со своето живо тело, топло тело. И не еднаш, колку пати? 7 пати. И детето се пробудило. Интересно, сега нема да навлегуваме во самата ситуација, како тоа се случило, чијето интервенција, секако Божја интервенција преку неговиот слуга Елисија. Меѓутоа, поентата е допирот. Целта ми е да се наслика ова ситуација на допир. Геезije не го допрел телото. Едноставно, тој дошол, имал во раците стап. 31 сте вели, Геезije отиде пред нив и го положи стапот врз детето, не себе си, тој го полага сувиот стап, кој нема живот во себе. И зато нема успех. А Елисија се вложил себе си. Легнал, дишал, го допирал очите, како што читавме, носот и така натаму. И се случило чудо. Бог, големиот Бог интервенирал и детето оживеело. Нешто слично се случило и кај пророк Илија. Ако читаме во прва Царевите 17:21, еве само да ве подсетам што се случило во овој случај. Прва Царевите може да најдете. 17 глава, стихот е 21. Еве што вели овде текстот. 17:21, прва Царевите. Потоа се испружи 3 пати на детето, повикувајќи го Господе. Знаете што се случило со она жена кога незиниот син починал, а Илија дошол на гости. Илија требал да живее во горната соба, зашто Бог му вели, оди таму кај таа сиромашна жена и таму ќе го продолжиш својот живот, зашто таму на потокот веќе пресушила водата, но ќе оди таму во Сарепта. И сега Илија доаѓа, вели, потоа се испружи 3 пати на детето, повикувајќи го Господа. Господи Боже, направи да се врати во ова дете неговата душа. И знаеме што се случило. Целиот Илија, колку бил висок, легнал на детето, вели текстот. 3 пати и детето оживеело. Допирот на телото е многу важен, браќа и сестри. Како реагирало мртвото тело кога го допрел Елисија момчето и кога го допрел Илија истото другото момче? Кога мртвото тело реагира на допир на живо тело, а како тек жив човек ќе реагира на жив допир? Тоа е вулкан, тоа е атом, тоа е бомба. Интересно. Одиме сега на друг пример во Јован 20 глава. Во прилика кога учениците се таму сокриени, плашејќи се да не ги римјаните и нив соберат, да не ги затворат и да ги видат горе на Голгота раснати. Тие кој зна колку катанци употребиле да се заклучат таму во собата. И во 20 глава имаме интересна случка кога Исус им се јавува и вели мир. Немој да се плашите, мир вам, шалом, бидете радосни, бидете срекни. И овде во 20 глава Јован тоа ни го добро забележува, очигледно и самиот бил присутен овде. И во 27 стих, 28 стих, еве што вели. Јован 20, 27 и 28. Знаеме, Тома во првата прилика не бил присутен, кога Исус им се јавил и покажал не недоверба, бидејќи сите ученици покажале недоверба, ако читате во текстот. Сите 12, односно 11 искажале недоверба дека Исус воскреснал, дека е тој вистинскиот. Но како е, Тома се земе како оној неверниот. И сега Исус му дава привилегија, приликата да Тома го допре Исуса. 27 стих вели, потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце. Испружија твојата рака и ставија во моите ребра. Не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече, мој Господ, мој Бог. Очигледно, Тома не поверувал веднаш во веста на жените која донеле дека Исус е воскреснат. Бил толку збунет,
бил толку во депресија од последните настани, од петокот, саботата. Тома бил верен човек, бил чесен човек. Тој сакал да му служи искрено на Бога. Но од сите настани бил толку збунет и не сакал да верува на никого повеќе од луѓето. Ниту на своите пријатели, ниту на своите колеги ученици. И затоа кога тие му велиле: Тома, Исус воскресна, не ви верувам. Тома се уште имал едно големо Р, односно резерва. И сега овој допир на Тома, на Исуса, ја менува неговата вера во позитивно. Овде Исус ја трансформира верата на Тома на едно високо ниво. И Тома ќе биде еден од најсилните ученици подоцна. Допирот, браќа и сестри, има сила не да ги менува другите, туку мене, тебе. Тој го менува мојата насока, ја менува во позитивен смисол кога ќе не допре Исус Христос. Кога ние ќе го допреме Христа, се менува. Се она што е неважно останува на страна. И пред себе го гледаме Исуса. Тома повеќе не верувал, туку верувал. За Тома повеќе не представувале проблеми. Знаете Тома како завршил со својот живот? Во која држава ќе замине? Во Индија. И ќе биде прободен со стрела. Ќе го даде својот живот за Христа. Тој толку ќе биде силен, толку ќе биде потикнат и храбар, затоа што имал прилика да го допре Исуса, да ја допре таа рана која носи исцелување за тебе и за мене. Ајде да одиме уште еден чекор понатаму. Да видиме како Исус ги допира луѓето. Да видиме како Исус ги лече луѓето и физички и духовно. Да отвориме во Матеј 9 глава, 20 до 22 стих. Евангелие според Матеј 9 глава, значи тоа е првото Евангелие. Овде имаме повеќе настани, но ради времето само ќе летемишно ќе ги прочитаме и ќе ги споменеме. Значи имаме Матеј 9:22. Еве го текстот. И ете жена која боледуваше 12 години од крварење, му се приближи одназад и се допре до ресите на неговата облека. Внимавајте сега, нагласок ставам на допирот. Ова жена дури не успела да го допре телото, туку што допрела? Ресите. А знаете како носеле евреите? Посебни доломи, посебни наметки, имале реси. И таа успела така некако да се допре до ресите, вели текстот. Зашто си велеше во себе си: само ако се допрам до неговата облека, ќе се излечам. А Исус се сврти, ја виде и рече: охрабри се, ќерко, твојата вера те спаси. Жената беше исцелена во тој час. Интересно, допирот на низината вера, на Исуса Христа. Низиното тело било преобразено, здраво. Допирот Исусов, или нашиот допир на Исуса, браќа и сестри, кога Исус нас не допира, тогаш нашите истрошени емоции се обновуваат, а ние се трошиме секојдневно, ние старееме. Децата растат до едно ниво, потоа одат надолу, како и ние старееме. Значи се трошат нашите емоции, се трошат нашите промашени цели, нашите неисполнети надежи. Но кога Исус ке не допре, тоа се обновува. И затоа јако вели да се обновуваат многу работи во нашиот живот. Во книгата Копнежот на вековите, страница 333 во оригиналот вели: само во еден допир била насочена низината вера на низиниот цел живот. Само во еден допир. Жената се подготвувала можеби со денови, со недели, со месеци да најде прилика само да го допре Исуса и поценена својот живот, зашто останатите чисти фарисеи се докеј можеле да ја убијат. Може да убија таа нечиста жена која 12 години имала болест и не смела да оди во црква, не смела да оди на пазар, не смела да оди во општеството, да оди на работа, била изолирана, малтене губава ја сметале. А сега си рекла: ова е прилика на живот или на смрт. Одиме понатаму. Одиме во Матеј 11 глава 28 и 29 стих. Ги знаете тие текстови. Таму Исус вели: дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени. Понатаму текстот еве како гласи: дојдете при мене сите,
koji ste umorni i tovareni, jaz ке ви дадам odmor. Земете го мојот jarам na sebi i naučite se od mene, zašto ja sam krotok i ponizen po srce i ke najdete odmor na svojite duši. Isus deneska nas ne povikao da dojdeme da go dopreme i da dozvolime toj nas da ne dopre, braki i sestri. Site nije sme obremeniti, site nije nosime nekoj rančevi na svoj grb, nekoj ranci nosime, obremeniti su problemi, su iskušenja, so grev i so sve ono što se naplastovo u našoj život. A Isus veli, dojete kaj mene, jaz ke ve dopram, jaz ke ve iscelam, jaz ke vi dadam nova nasoka, nova nadež, nove emociji, nova sila, nova hrabrost. Во друга прилика, вратете се во Матеј 8 глава, го наоѓам Исуса во една ситуација на луѓе кои исто така биле болни. Исус често пати, браќа и сестри, ако читате во неговиот живот, ќе видите се дружи со луѓе кои се болни, на кои им е потребно секако здравјето. И овде во Матеј 28 глава, во 2 и во 3 стих, извештајот вели вака. И ете, еден лепрозен му пристапи и падна пред него ничком велејќи, Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. И сега внимавајте. Исус често пати лечи со збор, стани и оди. Но во овие прилики, што јас сега сакам да ги опишам, Исус ја користи раката, прстите, за да ги допре болните луѓе. И вели, ја испружи Исус својата рака и го допре. Велејќи, сакам, биди очистен. И веднаш се очисти неговата лепра. Интересно, со силата на Божиот допир, браќа и сестри, губавиот бил исцелен. А во Библијата губата со што е споредена? Со гревот. Со символот на гревот. Со смртта на крстот. Исус Христос го зел гревот на себе си. И себе се принел на тој Голготски крст. И всушност Исус нас не исцелил од таа духовна губа. И навистина со неговиот допир ние сме исцелени. Овде во истата книга, значи во првото евангелие имате многу такви примери. Еве во 9 глава, само да се подсетиме на уште еден настан, 27 до 30 стих, кај што Исус повторно лечи сега слепци, луѓе кои боледуваат од слепило. А кога Исус се одеш од таму, двајца слепци го следеа. Велејки, зборувајки, смилувај ни се, сине Давидов. И кога дојде во куќата, слепците му пристапија, а Исус им рече, верувате ли дека можам да го направам тоа? Му рекоа, да, Господи. И повторно Матеј го користи истиот збор, допре. И вели, тогаш ги допре нивните очи, велејки, нека ви биде според вашата вера. И еве го резултатот. И очите им се отворија. Исус им заповеда строго, гледајте, никој да не научи за тоа. А тие што ми излегува, го разгласија по сета она земја. Напротив, тие не може да молчат, туку кажеле на сите. Па не можеме ние да молчиме кога Исус не лечи од губата на гревот и ни простова. Кога од овој базен излегувале многу крстени, тие не можеле тоа да го скријат, туку го делат со своите мили и драги. Дали денеска ќе му дозволиме, браќа и сестри, Исус да ги допри нашите очи? Ние гледаме, но понекогаш како да сме слепи. Последна приказна за една девојка која била слепа. Била во кинодворана. Гледале некој документарен филм. Имало многу млади момчиња. И така се давал увод во тој филм за една девојка која била слепа, документарна емисија. Но тоа момче не можело да истрпи да го чека почетокот, односно главните сцени, и пошол да негодува. Тука седел поред таа девојка која била исто така, Верица се викала, која била слепа, била главната улога во филмот. И тој пошол да негодува, да вика, што ќе ни е тоа досаден документарен филм? Се додека не дошло на слика, кога се појавила таа девојка со бел стап и кога новинарот почнал да зборува за незиниот живот. Тогаш тоа момче се свртело десно од себе,
ја приметил истата девојка која седела во првиот ред, а сега била главна во документарниот филм. Се посрамил и ги затворил своите очи. Понекогаш ние со отворени очи сме повеќе слепи од оние кои се вистински слепи, браќи и сестри. Понекогаш ние ги гледаме работите како што треба. Овие луѓе дошли кај Исуса со надеж дека ќе бидат излечени со вера. Исус ги допира. Дозволи му денеска Исуса да те допре и тој ќе ти помогне во секој аспект во твојот живот. Ево уште еден допир во Дела на апостолите 12:7, сега нема да го читам, но само ќе го раскажам со 3 реченици. А тој кога ангелот доаѓа и Петар е во затвор, што прави ангелот со Петар? Го допира и што паѓат од раците негови? Синџирите паѓаат. Железните капи се отварат. Навистина кога ангел ќе те допре Господов или самиот Бог, нема синџири, нема решетки кои може да го спречат Бога да дојде во твојот живот. Ни царскиот печат на римскиот Пилат, кој го запечатил гробот на Исуса Христа, не може да ги спречат ангелите или ангел Гавриел кој дошол и рекол: Исусе, Сине Божи, таткото те вика. Исус станал од гробот. Уште една слика за допир во Даниело, 10 глава. 9 и 10 стих, 16 стих, 18 до 19 стих. Тамо вели дека 3 пати Даниело доживел Божи допир. Во миговите на криза, кога бил толку душевно слаб, емоционално, Даниело бил скрос на нула. Бил разочаран, бил обесхрабрен. Ги знаете тие виденија за тој голем кип, па за неговата молитва и за се оно што се случувало, тој бил во тотална криза. И тогаш доаѓа ангелот и го допира 3 пати. Божиот допир го подигнал Даниело и бил охрабрен. И Даниело доживел, браќи и сестри, големи промени. Божиот допир исцелува. Божиот допир вдахнува. Божиот допир храбри. Божиот допир потикнува на добри одлуки. Божиот допир ја трансформира нашата духовна криза или млакост во ревност за Господа. Еве уште еден очигледен пример го наоѓаме во Прва царевите 19 глава. Овде ќе се подсетиме сега на Илија, но во еден друг контекст. Некога го воскреснал она момче, туку кога Илија доживел тотална криза во својот духовен живот. Илија доживел кулминација горе на планината Кармел, се сеќавате, кога успел 450 пророци да едноставно Божи противници да ги убие, а сега во прва книга до царевите, во 19 глава, Илија доживува тотална криза. Тотално тој бил ниско доле во својата духовност, посакува дури и да умре. А кога човек посакува да умре? Кога му е добро или лошо? Кога нема излез. Кога сите врати му се 100% затворени. И овде вели во 19 глава, од 4 стих, и самиот отиде ден одење во пустината. Седна тамо под смрека, посака да умре и рече: веќе ми е доста од се. Секако не се умира ако ние посакаме да умреме. Од тоа не се умира. Но сепак тоа ни ја покажува нашата внатрешност, со што се бориме, каква криза доживуваме. Илија веќе не сака да живее. Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Потоа легна и заспа. И сега внимавајте што пишува. Ама ете, ангел го допре и му рече: стани, Илија, и јади. Тој погледна, кога ете покрај неговата возглавје леп печен на камен и врчва со вода. Јадеше и пиеше и пак легна. Но Господовиот ангел се јави и повтор пат, гледате сега, го допре повтор пат и рече: стани, јади, зашто пред тебе е далечен пат. Интересно, Илија, браќи и сестри, легнува за да одмори под оваа смрека. Смреката, како дрво, не се големи дрвја. Тие се претежно мали, но има, значи, може до 1-2 метра да излезе како дрво. Очигледно тука нашол ладовина сенка и се испружил Илија да одмори.
Илија толку паднал длабоко во разочарување што посекал да умре. Но Божиот допир или допирот на ангелот го буди уморниот пророк и му помага да се нахрани. Така и сестри, Илија не бил само гладен за леб или жеден за вода. Зашто бил тој гладен и жеден? Тој бил гладен и жеден за разбирање на неговата професија, на неговата работа, гладен за признавање на она што го работи и жеден за успех на неговата мисија. Тој живел за тоа. Тој бил подготвен да се фати гуша со гуша за гуша со другиот, само да го одбрани Бога. А сега кога паѓа духовно, кога неговата вера само што не се угаснила, тој бара разбирање. И затоа Бог го разбрал неговиот слуга, кој бил многу добар, верен и ревен, но и те сега доживува криза и доаѓа ангелот и му вели: Илија, ајде стани, не си сам. Целото небо е со тебе. Бог ја трансформира неговата духовна криза и млакост во ревност за Господа. Навистина, Божиот допир, браќа и сестри, со допирот неговата истрошена сила повторно била обновена. Неговите потреби биле повторно задоволени, не само физички, туку и духовни. Ај сега да ги оставиме тие примери и да се погледнеме себе си. Колку пати се наоѓаме и ние во нашиот живот во иста или слична ситуација како Илија. Гладни сме за разбирање во општеството, во црквата. Никој не разбира. Пример. Доаѓаме можеби од такви моменти во домот, во семејството. Жедни сме за признавање на она што го работиме. Жедни сме за признавање што стануваме секое утро рано и работиме за нашите деца. Штедиме за да им осигураме подобро утро. Колку пати одиме вечерва на спиење, оптеретени срца. Срца полни со грижи и очи полни со солзи. И нам не е потребен некој допир. И нам не е потребен некој добар збор. Допир на ангелот кој ќе го земе мојот терет и твојот, кој ќе го оживе нашиот оптимизам, дека не е така се црно. Има црнила во животот, но сепак има и добри работи. И нам не е потребен допир да се окрепиме, да нашата надеж биде висока за подобро утро, како Илија што го тоа доживеал. Бидејќи Бог му вели на Илија: Илија, не е мој, има уште работа што од тебе се очекува. Илија, охрабри се, немој да помислуваш на нешто темно. Во книгата Копнежот на вековите, еве што вели Елена Вајт. Божје дете, дали си во искушение, тој ќе те ослободи. Дали си слаб, тој ќе те заакне. Дали си во незнаење, тој ќе те просветли. Дали си ранет, тој ќе те излечи. Што и да е твојот страв и искушение, изнеси го твојот случај пред Господа. Твојот дух ќе биде засилен да издржиш. Патот ќе биде отворен пред тебе, да се ослободиш од понижување и тешкоти. Што е поголем твојот терет, ќе биде поубав, поблажен одморот, која ќе го сето тоа довериш на твојот носач, на Исуса Христа. И навистина, кога ние сме денеска работели цел ден, може копали таму дупки за да садиме лози или нешто, навечер каков ни е сонот? Добар или лош? Многу подобар, кога физички се истрошиме. Меѓутоа, овој цитат, Елена Вајт зборува и за нашата духовна истрошеност. Кога ние ќе паднеме, толку само свеќата што не се угаснела. Овде вели, што е теретот поголем и поблажен ќе биде одморот, ако сето тоа си му го доверил на носачот на теретот на Исуса Христа. Браќи и сестри, Господ да ни помогне, да навистина не забораваме дека тој е поред нас. И кога ни е најтешко, и кога сме радосни, и кога можеби наутро не сме рекле фала ти Боже за протеклата ноќ, истиот тој Бог не се менува. Па и тогаш кога сме биле радосни, сме му кажели фала ти Боже. Меѓутоа, во
книгата на пророк Исаја. Еве, тоа се последни зборови за денеска, ќе ги читаме во 6 глава. Исаја исто така имал свои проблеми, имал свои терети. И овде во 6 глава читаме од првиот стих. Во она година кога умре царот Ози, го видов Господа како седи на висок и возвишен престол. Скутовите на неговата плаштеница го исполнува храмот. И сега гледајте што пишува. Над него стоја серафимите, секој имаше по 6 крила, 2 крила за да го засолне лицето, 2 крила за нозете и со 2 крила леташе. И си вели еден на друг: свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Од грмливите гласови на оние кои воскликнуваа се стресоа, до вратниците на праговите, а домот се исполни со дим. И сега Исаја, кога гледа таа гледка, толку се вознемирил, велицата пошла да му се тресе, рацете, бил возбуден, уплашен од таа светост, од таа хармонија, од таа бучава што се случила горе на небото. Тој го гледа тоа во видение и реков: тешко мене, пропаднав, зашто сум човек со нечисни усни. Живеам во народ со нечисни усни, а моите очи го видоа царот, Господ над војските. Едноставно, Исаја не се гледал во спасените. Исаја бил разочаран гледајќи ја таа чистота и гледајќи се себе си извлакан целиот во грев. Меѓутоа, читавме текст на почетокот во Матеј 11 глава, кај што Исус вели: дојдете такви какви што сте. Исаја дошол таков каков што е. И сега Бог реагира, небото реагира. Го читаме следниот 6 текст. Еден од серафимите долета кон мене. Тоа се серафими ангели, знаете. Посед категории херовими, серафими, ангели, категории на ангели. Еден од тие вели долета кај мене. Во рацете имаше жар што го зеде со клешти од жртвеникот. Ако сте били кај ковач, кога има тоне јаглен, нели, како го вжарува и со клешти го зимат жарот за да ги таму кова тие работи. И вели, ангелот зел со клешти жар и се допре со неа до мојата уста. Повторно зборот допре. Денеска зборуваме за тој збор. Ангелот со жар го допира Исаја, односно неговите усни. Вината ти е симната и гревот очистен. Интересно, браќи и сестри, Исаја доживува искуство кој бил во непосредна близина на Бога. И кога тој се споредува со ангелите и со онаа чистота горе на небото, овде текстот вели дека тој се видел себе си во бедна состојба, во грешна состојба. Тој бил окупиран со своите гревови и со гревовите на неговите сограѓани, со гревовите на израелците. Доживел сепак овде вели Божи допер. Ангелот дошол од светилиштето. А кој е денеска во светилиштето горе на небото? Па тој Исус, тој не застапува. И затоа да имаме радост и привилегија имаме што може директно со нашиот Исус да комуницираме. Без разлика што нашите мобилни ќе бидат исклучени од страна на ѓаволот. Се зборам во духовен смисол. Тој ќе дојде и ќе не притиска, ќе каже за тебе нема спасение. Но таму во светилиштето е нашиот пријател. Тој кој вели на рацете не запишал и не познава по име. Ангелот дошол од светилиштето, овде вели текстот. И доживел очистување на срцето и на мислите. Огнот од олтарот. Знаете што представува? Олтарот, огнот со олтарот ја представува Божјата милост, која не чисти сите нас и ни простува. И денеска на тебе и на мене, на сите нас, браќи и сестри, ни е потребно очистување на милоста Божја. Исус Христос е тука поред тебе и поред мене, подготвен да не очисти само ако ние му дозволиме. Божјиот допир содржи сила во себе. Тој ги менува луѓето. Кога човек ќе биде допрен од страна на Бога, човекот се менува. Се менува неговиот карактер. Од пијаница Бог создава трезвен човек. Од крадец чесен човек. Од оној кој е груб, кој псуе и вика. Од убиец ќе создаде понизен и човек на услуга. Божјиот допир е допир на љубовта. Ништо не може да влие толку
на промената на твојот и на мојот карактер од допирот на Исуса Христа. Нека Господ не допре и денеска сите нас. И нека, како овде ангел што доживел, се било уништено внатрешно, се било изгорено, она што е валкано, она што не е чисто, она што не е добро, ќе биде фрлено, тамо вели пророкот, во длабините морски. Фала му на Бога, што денеска тој е подготвен да не допре. И утре и задутре, додека сме живи, тој ќе не допре со цел да бидеме подобри христијани, подобри верници и подобри луѓе. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.